Целосно дигитализирање на повеќе од 100 судници низ 34 судови во земјата, како и судниците во рамки на Академијата за судии и јавни обвинители и затворот Идризово, најави владата. Според премиерот Заев, тоа ќе биде голем технолошки напредок. Владата презема обврска да обезбеди средства за одржување на опремата која ќе биде инсталирана во судовите, но и јакнење на човечките ресурси потребни за работа. Заев на денешната пресконференција посочи дека со дигитализацијата на судството ќе се постигне поголема ефикасност и транспарентност на правосудните органи, олеснет пристап до правосудните постапки за сите и намалени трошоци. Планот за дигитализација содржи активности кои ќе се одвиваат во повеќе фази. Ќе бидат опремени повеќе од 100 судници низ 34 судови во земјата, како и судниците во рамките на Академијата за судии и јавни обвинители и во затворот Идризово. Почитувани, реформите во судството, како врвен приоритет на владата, ги даваат првите резултати. Судиите се ослободени од политичко влијание и почнаа да испорачуваат правда. И тоа за случаите кои се синоним за криминал и корупција во нашата земја. Мисијата да ги унапредуваме човековите права, да градиме независен и непристрасен правосуден систем, базиран на европски вредности за владење на правото, да ја зголемиме ефикасноста, етичноста и транспарентноста на судиите, судовите и на обвинителите и обвинителствата е постојан процес. Заедно да го спроведуваме решително и непоколебливо, додека градиме модерна и пред се правна држава која негува и почитува европски вредности. Дигитализација во правосудството според Заев ќе помогне во унапредување на независноста на судството и непристрасноста, со сведување на минимум на човечкиот процес. Како што истакна министерот за правда Бојан Маричик, токму ковид пандемијата била дополнителен катализатор што на површина ја исфрлила потребата од дигитализација со која, како што додаде, ќе се заштити здравието на граѓаните, а постапките ќе течат непречено. До развојот и надградбата на информатичката технологија во правосудството, една од главните работи кои што треба да ги вклучи новата архитектура е токму интероперабилноста или соработката меѓу различните институции. Исто така предвидена е надградба на постоечкиот АКМИС систем, кој ќе биде компатибилен со новата технологија и ќе одговори на барањата на новото законодавство. Морам да ја споменам и посебно се заблагодарам на експертите од работната група за дигитализацијата при Министерството за правда, која веќе подолго време работи на овој проект и успеа во изминатиот период да направи детален план и да ги собере најдобрите искуства од развиените земји кои веќе се длабоко навлезени во дигитализацијата. Процесот на дигитализација на македонските судови директно финансиски, технички и стручно ќе го помагаат ОПСЕ, Соединетите Американски држави, Европската комисија и Норвешката влада.